Граѓаните знаат, заканите што кандидатот на Бранко, Зоран Заев, ги упати кон сите неистомисленици, дека кога тие двајцата ќе дојдат на власт, живи луѓе ќе јадат, во Струмица веќе почнаа да се реализираат. Директорката на Општинската библиотека Тања Гошева, со подпис и одлука на управен одбор, чиј член е и портпаролот на СДСМ Струмица Наташа Василевска-Трајчевска и двете кадри на Зоран Заев, наместо да одговори пред јавноста зошто националното богатство од библиотечниот фонд, создавано со децении, го фрлила на депонија, таа најдрско нападна новинар на една локална телевизија со закани од кривични пријави, само затоа што новинарот побара одговор кој и зошто го направил тоа за Струмица невидено недело. Јавноста во Струмица е згрозена од намерата на локалните социјалдемократски функционери со демонстрација на сила да го замолчат секој она што ќе побара отчетност за нивната работа. Директорката на Општинската библиотека во Струмица, Тања Гошева, на 15 април 2011 година на една приватна депонија со помош на ЈПКД Комуналец изфрлила книги и списанија, собственост на државата и сите граѓани, од причина што, цитирам, немало поволни услови за чување на истите. Граѓаните треба да знаат, магацинот, собственост на библиотеката, а наменет за складирање на книги и списанија, кој порано и се користеше за таа намена, е издаден под кирија и претворен во кафеана, и тоа токму во период кога СДСМ и Зоран Заев ја имаат локалната власт. Поради тоа, наместо книгите и списанијата да се чуваат во магацинскиот простор, тие се чуваат во подрум, каде нема поволни услови за чување, како што и рече директорката на Општинската библиотека. Директорите на Заев, за кои тој вели дека знаат да го исторат млекото, овој пат дел од историјата изфрлија на депонија. Дали требаше да се направи прилог на телевизија за да проработи свеста на директорката и управниот одбор на Општинската библиотека, за да тие побарат враќање назад на дел од книгите кои ги депонирале во Југосуровина? Што е следното?